Се за сонот кај бебињата денеска од разговорот со доцент доктор Наташа Најдановска-Алуловска, неонатолог во Аџибадем Систина. Докторке, добар ден и добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам за поканата да позборуваме околу сонот, спиењето и здравите навики на бебињата. Кога родителите ќе го напуштат родилиштето, веднаш добиваат совет нивното бебе да го ставаат на грб да спие и да не практикуваат спиење на стомаче. Зошто е тоа така? Да. Раните препораки веднаш после испис од родилиште за бебето да спие на грбче се поради тоа што таа позиција е најбезбедна за бебенцето од аспект на тоа дека тоа се уште нема усвоено некои моторни вештини кои што ќе му помогнат да цврсто и стабилно ја држи главата, да кога ќе го поставиме во позиција на стомаче, може самото да ја контролира главата, да ја подкрене, да ја подмрдне и да ја стави во друга позиција. Позицијата на лежење на грбче ќе ги растерети малку и родителите од стравот што може да се случи кога бебето е во позиција на стомак, додека спие. Основната препорака е да бебињата во првите неколку месеци сепак бидат некако под надзор додека ги ставаме да спијат. Да не ги оставаме премногу долго сами во посебна соба, дока и првите 6 месеци сепак да бидат под контрола. Или во текот на дневниот сон да бидат во просторијата во која што сепак има некој возрасен, или во текот на ноќта да спијат во истата просторија во која што спијат родителите, баш од тоа да во текот на ноќта можат да спијат немирно, да прават шумови, да прават звуци, да се будат или некогаш да блјуцнат, да повратат. Значи надзор е потребен во почетокот кога ќе ги поставиме да спијат, кога ќе се испишат од родилиште. И терминските и прематурните бебиња добиваат препорака да спијат на грбче. Знаете, во последните децении стравот од спиењето кај децата е воглавном поврзан со овој синдром на ненадејна доенечка смртност. Тоа е така наречениот СИД синдром, во кој што има подобрување во појавата на ова ненадејна смртност кај доенчињата во последните години, благодарение на тоа што добро се проучија механизмите кои што водат до вакви промени и се проучија начините на кои што тие промени можеме да ги превенираме. Еден од начините е бебето да го поставиме да спие на грбче. До кога, до која возраст треба бебето да спие на ваков начин? Препораката е да спијат на грбче додека стане мускулатурата на грбот и вратот доволно цврста, да бебето ја држи самостојно главата, кога ќе го поставиме на стомаче, или при обид за исправување со рачињата, кога главата ќе ја следи телесната осовина. Значи, кога бебето е доволно зрело, да самото ги координира движењата на главчето, тоа кај некои бебиња се 5-тиот месец, кај некои 6-тиот, има бебиња кои што и на 4-тиот месец веќе има добра моторна координација. Тоа ќе зависи повторно од тоа колку бебињата доволно вежбаат и колку постигнуваат одредени моторни постигнувања порано. Докторке, понекогаш родителите се избезумени кога ќе видат дека бебето што го ставиле да спие на грб во сонот до текот на ноќта се превртело на стомач. Опасно ли е тоа кога веќе бебето може да се заврти? Се смета дека кога веќе бебето може самостојно да се сврти од позиција на грб во позиција на стомак, значи прави комплетно завртување, тогаш веќе и моториката на главата и вратот е доволно цврста да кога бебето во текот на сонот ќе дојде во позиција во која му се покриени дишните патишта, односно ќе ја стави главата на перничето и не може адекватно убаво доволно да прави размена гасна, да убаво вдишува, кога веќе е доволно цврсто да се врти од грб на стомак, тоа е доволно цврсто да ја сврти и да ја помрдне главата. Тоа е, пак ќе кажеме дека веќе околу 5-тиот, 6-тиот месец се постигнува таа координација. Овој синдром што го зборуваме на изненадна смртност кај доенчиња, СИД синдромот, е нешто што е карактеристика за првите неколку месеци, односно од првиот до 4-тиот месец. И сето тоа е баш поради таа моторна зрелост на бебето и не само моторна зрелост, туку и созревање на одредени центри во мозочето, кои што прават подобра регулација на дишењето во текот на сонот. Новите испитувања за СИД синдромот кажуваат дека во основа на овој синдром сепак многу често постојат некакви
генетски отстапувања кои што диктираат една пониска осетливост на центарот за дишење, кој што треба во услови кога има намален проток на кислород, намален доток на кислород, хипооксија, или зголемена концентрација на јаглероден диоксид, значи кога вдишуваат на подлога, па неколку пати го вдишуваат истиот воздух, постојат центри во мозочето кои што треба да се тригерираат од недостаток на кислород или од вишок на јаглероден диоксид, за да бебето почне убаво и активно да дише. Но кај некои деца постојат генетски предодредена пониска активност на овие центри за дишење, кои што прават да тие во некои услови не можат убаво да земат воздух и тоа е тоа што се случува кај СИД синдромот. Но секако постојат и начини на кои што ние тоа можеме да го превенираме, да го избегнеме, да го редуцираме. Така да препораките на професионалните здруженија кажуваат дека бебето треба да биде легнато на грбче, дека треба да биде легнато на тврд душек, дека не треба да биде поставено на перниче, кое што би било меко и кон кое што би можело да се подпре или да му пречи во дишењето. Во креветчето не треба да има меки работи, како лигавчиња, марамчиња, врвки, ситни кебенца, ситни чорапчиња, делови од неговата облека, кои што би можеле не сакајќи да дојдат до устата, па да ги прекријат дишните патишта и оно да не може убаво да вдишува. Потоа бебето треба да престојува во околина која што е во која што нема чад од цигари, значи се сугерира да нема издувни гасови, чадови од цигари, родителите да не се пушачи. Најдени се некакви асоциации и поврзаности со нередовни пренатални контроли кај децава што имаат таква манифестација подоцна во растот, или некогаш кај многу млади родители, веројатно поврзаноста е повторно во тоа во каква позиција го поставуваат бебето да спие и дали во креветчето има некои дополнителни елементи кои што би можеле да пречат. Да. Имаат родителите некакви дилеми во однос на спиењето на грбче, односно стравови, велат што ако блјуцне и потоа се засркне, се плашат да не се удави на таков начин. Така. Основните препораки се бебето да спие на грбче, но секако има и исклучок од тие препораки. Исклучокот се бебињата кои што често блјуцкаат или повраќаат, бебињата кои што имаат рефлукс. Кај нив во делот од препораките е по-чести, по-мали оброци, доволно добро спроведување на антирефлукс мерки, тоа значи држење на бебето исправено после хранење за да се спречи тоа блјуцкање и така да подригне. Да подригне и тоа подолго време, не е тоа 5 минути да подригне бебето и потоа да се врати во истата позиција. Се препорачува подолго време да бидат во раце, 30 минути, 40 минути бебињата што се блјуцкачи, за да го редуцираме тој ризик да кога ќе го легнеме бебето, постои таква регургитација, враќање на содржината од желудникот кон горните дишни патишта и излевање. Начално, испитувањата што се прават кажуваат дека тие регургитации и блјуцкања многу ретко доведуваат до аспирација на бебето кога тоа е во лежачка позиција на рамно, но сепак децата што имаат рефлукс и регургитации што често повраќаат, по совет на нивниот педијатар и во текот на сонот може да се сугерира доколку обичните антирефлукс мерки на почесто хранење или на давање густа храна која што ќе спречи такви регургитации и рефлуксни епизоди, ако тие обични мерки не помагаат, тогаш кај дел од тие дечиња советуваме да спијат на високо и на страна. Како тоа да спијат на високо? Да. Што значи? Треба да се постават на перница која што ќе биде некаде 40-45 степени агол косина. Значи нешто вака? Да. Па така вака една косина. Бебето треба да биде... Под душекот да се стави перницата или можат и на перницата да го легнат? Ако се стави под душекот нешто што ќе ја направи позицијата на целото душече накосена и тие го постават бебето ќе се лизга и нема да може да ја одржи таа позиција. Затоа постојат специјални перничиња кои што се триаголни, кои што обезбедуваат една косина. Таа не е баш таква како што ја сугерираме висока, значи таа е околу 20 степени да речеме, но обична перница за возрастни под која што ќе ставиме кебенце или чаршавче за да обезбедиме нагорна позиција, во која што бебето треба да биде со нозете и со газето нарамно, а од грбчето нагоре да биде на косина. Таа положба нема да ја оптерети кичмата на бебето, а ќе ги спречи регургитациите и рефлуксните епизоди, односно враќањето на храната од желудникот.
За да нема дополнително спуштање на бебето од таа косина, се советува да се направи нешто како гнезденце, например со кебенце или чаршавче, кое што ќе се измота во ролна, ќе го потпреме бебето доле, под газето и на страната, кај грбчето, и на тој начин ќе обезбедиме горна странична позиција, која што е безбедна за бебиња кои што повраќаат и блјуцкаат. Така да постојат исклучоци од правилото бебето да го легнеме на рамна подлога на грбче, тоа се овие бебиња кои што често регургитираат и кај кои што сепак постои некаков ризик да дел од таа регургитирана храна ја вдишат и направат една драматична епизода која сите ќе ги исплаши. А дали се препорачува во текот на денот кога бебето е будно да се поставува на стомаче? Тоа е моето омилено прашање. Тоа е моето омилено прашање. Јас сум секако дел од тимот кој што советува рана стимулација на бебињата. Бебињата, колку порано ги стимулираме, толку порано ќе ги достигнат своите потенцијали и своите капацитети. Не сите имаме еднаков потенцијал за раст и развој, но надворешната стимулација и раната стимулација сензомоторна на бебињата ќе доведе до тоа да тие на време ги постигнат очекуваните постигнувања и доколку има некаков проблем сепак во развојот на детето, со тие стимулации проблемите ќе ги надминеме. Најважниот дел од моторната стимулација на бебињата е поставување на бебето во позиција на стомаче, кога тоа е будно. Таа позиција бебињата многу не ја сакаат. Мислам, има бебиња што сакаат да вежбаат на стомаче, но има и такви кои што се бунтуваат, таа позиција им е мачна, тие повеќе би сакале да си лежат на грбче, да гугаат, да се смеат, да не се мачат многу моторно, не сакаат многу фитнес некои бебиња, но ние сакаме да тие бидат моторно стимулирани. Позицијата на лежење на стомак на бебето ќе овозможи да тоа прави едни покрети како примитивни покрети на лазење, отфрлање од подлогата, подкревање на горниот дел на грбот и на вратот, зацврстување на таа мускулатура. Значи, најважна вежба за развој на грубата моторика кај бебињата е поставување на позиција на стомаче. Секако мора да најдеме начин да го занимаваме бебето за да тоа го прави. Никој не вежба фитнес лесно, а не па бебето кое што сака комфорт, зона на мир, зона на спокој, на комодитет. Треба да направиме нешто со што ќе направиме на бебето да му е интересно во таа позиција. Значи, пред него ќе поставиме меки сликовници кои што се прво црно-бели, потоа со јаки бои што ќе го стимулираат бебето да сака да ги гледа, да ги прати, а потоа да пружи раче, да ги фати. Или пред него ќе поставиме огледало, бебињата сакаат да гледаат бебиња, они не знаат дека се тоа тие, ама ликот на бебето им е пријатен и огледало пред бебето кога е во позиција на стомаче ќе ги мотивира да го креваат главчето. Да. Зашто другата варијанта би било родителите да седат во таа позиција и да прават смешки, што не е баш дел од реалноста. Што не може секој пат да се спроведе, така да сите овие работи кога ќе ги направиме за да бебето седи на стомак, бебињата побрзо моторно ќе постигнуваат се што треба да прават, значи да седнат исправено, да станат да се вертикализираат, да се исправат, да почнат да лазат и да почнат да одат. Позицијата на стомаче значи е многу важна за моторниот развој на бебето. Но јас им кажувам уште порано, значи уште во првиот месец на родителите, уште на првите контроли кога доаѓаат после исписот од родилиште, дека позиција на стомак е важна за бебето и во првиот месец, кога тоа не е тазена хрането, кога не е полн желудникот со млеко, бебето на стомаче, освен што ќе вежба моторика, таа позиција на стомаче ќе го притисне малку стомачето, ќе ја забрза перисталтиката во стомакот, ќе овозможи да цревцето малце побрзо работи, да ги испушти гасовите и столицата, да не е надуено мешето, па да не плаче после тоа од гасовите што се во стомачето и од грчевите, така да оваа позиција е многу пожелна за бебињата кога се тие будни и треба адекватно да се користи. Значи се практикува уште во првиот месец, веднаш после раѓањето. Да. Докторке, само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања. Сигурна сум дека имаат многу дилеми поврзани со сонот, така што од овој момент ќе можете да поставите прашања, сите дилеми ќе ги
појасни денешната гостинка, доктор Наташа Најдановска-Алуловска, неонатолог во Аџибадем, Систина. Поминавте какво треба да биде обкружувањето на бебето во кревечето. Пожелно е, значи, кревечето да биде во спалната соба, колку што ве разбрав, сигурно блиску до креветот на мајката, но дали да купат родителите кревече со решетки или пак оние кои што се со мрежичка? Што е побезбедно? Да. Ако има решетки, какви да бидат тие? Може да се користат и кревечиња со решетки и кревечиња со мрежички, да се внимава секако решетките да не бидат на преголемо растојание во кое што може да влезе рака, нога или главче, за да детето некако во сонот се подзаглави во решетките. Кревечињата со мрежа секако се од тој аспект на заглавување на некој дел од екстремитетите на бебето по-безбедни. Секако треба да обезбедиме една позиција бебето, кревечето секако треба да биде во спалната соба кај родителите, баш поради тоа што треба да го слушаме какви звуци прави во текот на ноќта. Секако не треба да пратиме дали бебето дише, бебињата се здрави кога ќе се пуштат од родилиште и тие секако дишат. Има ситуации во кои што тоа го наблюдуваме или го анализираме кога кашлаат, кога се настинати, кога имаат бронхиолит, кога има некои потешкоти во дишењето поради секрет во горните дишни патишта. Во остатокот од времето им кажуваме дека не мора да седат врз бебето да го гледаат дали дише, ќе дише бебето, само треба правилно да го поставиме и да го гледаме. Значи кревечето ќе го поставиме во спалната соба на родителите, секако блиску до родителите, на начин на кој што ќе можеме да го видиме бебето, да го видиме лицето на бебето, дали прави некакви гримаси, од што се тие гримаси кога спие. Значи, сепак треба да биде во истата соба за да биде колку толку мониторирано и да биде сепак колку толку под надзор. Не се советува да бебето спие во истиот кревет со родителите. Што обично се случува, особено доколку мајката го дои бебето на барање, па сега од практични причини за бебето да е во близина. Да. Но зошто е тоа ризично? Не се препорачува да бебето спие во креветот кај родителите од причина што често родителите во раниот период на доенче на мало бебе, тие се уморни, бебето нема адекватен ритам на сон и на будност или на хранење. Така да често се тие уморни, за кратко време заспиваат, паѓа тонусот и некогаш кога е бебето после хранење ќе го земат да го подржат, за да подригне и ќе заспие родителот. И тонусот опаѓа веднаш, мислам, тие веднаш ќе олабуваат мускулатурата и бебето не е безбедно на тој начин. Тоа може да се слизне, да падне и да се повреди. Или кога се во позиција на лежење и се дои така во таква позиција легната, кога ќе потоне мајката во сон, таа нема адекватна контрола на тоа како се врти, дали раката е преку дишните патишта на бебето, дали ќе го препокрие со нешто, дали ќе го преклопи. Родителите мислат ние имаме доволно инстинкти да ги заштитиме новороденчињата, но кога сме во сон и нашите контролни механизми не се толку будни и свесни за да може убаво тоа да се контролира. Затоа е препораката бебето да спие во сопствено кревече, во истата соба, на растојание на кое што тоа ќе може да се гледа, да се мониторира. Докторке, за бебето да спие мирно, пожелно ли е да се практикува она што го правеле нашите мајки, баби, бебето го повивале цврсто со рацете покрај телото, така, за да не мрда со рачињата? Да, тоа е интересно. Повивањето на бебињата во повој, кога нивните раце и нозе се подсобрани во повојот или во кебенце или во пеленка, ќе спречи бебињата да имаат многу сопствена моторика. Најголемиот тригер за будност на бебето е неговата сопствена моторика. Кога бебето ќе мрдне рака, нога, тоа се штрецнува, се плаши од тие сопствени движби и тогаш почнува да плаче. Така да порано, кога било потребно да жените имаат две раце и да можат да работат постојано по дома, кога немало, сега бебињата ги чуваме во еден друг режим на all inclusive, но тоа не било секогаш така. Постојано бебињата биле замотани во фишек за да можат тие подобро да спијат. Баш од тоа да немаат сопствени движби кои што ќе ги будат и во текот на денот и во текот на ноќта.
Но од тогаш навака направени се многу студии. Ние сега веќе не сме на препораки кои што се емпириски и кои што се искуствени, бидејќи за сите работи бараме препорака која што е со високо ниво на доказ, односно препораки од големи рандомизирани студии. Така да големите рандомизирани студии, кога ги испитувале бебињата кои што се често повивани, кои што се во фишек и оние кои што се пуштени слободно во шпилкозни со движење на рацете и на нозете, скоровите што ги постигнувале бебињата што се слободно пуштени, да имаат собствена моторика и да имаат сензибилитет на рацете и на нозете кој што ќе прави нови неврални мрежи, скоровите, невроразвојните скорови на бебињата се разликувале. Оние кои што биле замотувани во фишек подолго време, значи кои што немале спонтана моторика, имале по-лоши постигнувања во тие невроразвојни скорови и затоа сега препораките се не треба да ги виткаме бебињата во фишек, бебињата треба да бидат слободни во движењето на рацете и на нозете, не треба да ставаме ракавички, зашто сензибилитетот е најголем на рацете, така да се што ќе представува допир со различен квалитет на рачињата, значи свиленкасто, грубо, меко, тврдо, на рацете, шушкаво, топчиња, сите различни видови на сензибилитет ќе прават нови неврални мрежи и ќе бидат стимулативни за развојот на бебето. Значи да не се стават дури ни ракавички, никогаш стават ракавички за да не се изгребе бебето по лицето. Тоа е, да, се уште е останато да на првите контроли дојдат родителите, ракавички, бебињата спакувани цели, да. И тука одма викаме ова сега не, ракавички нема да ставаме, ќе сечеме ноктиња, ама па како мали се ноктињата, ама да не го повредиме, некогаш дури и сечеме во амбуланта ноктиња, зашто се плашат родителите да ги исечат. На вистина, дури и тоа. Дури и тоа, да, и секогаш објаснуваме зошто ни се потребни рачињата. Значи, најголема сензорна стимулација кај бебињата имаме преку рачињата. Се вратив на мојата тема на сензомоторна стимулација на бебињата и ова е дел од тоа што ги стимулираме бебињата за да имаат адекватен раст и развој. Живееме во време во кое што гледаме многу деца кои што имаат развојни нарушувања, одстапување од развојот. Затоа се обидуваме да сите бебиња, не само оние кои што се во некаков ризик, било дали се предвремено родени или се родени со некакво тешко раѓање или детектираме некаков ризик пренатално или околу раѓањето. Не, значи сите бебиња, без разлика на тоа дали сме детектирале некаков ризик или не, советуваме рана сензомоторна стимулација со посебен акцент кај тие кај кои што ризик ќе детектираме. Значи што порано почне раната стимулација, толку е подобро. Секако. Сега ќе предам едно прашање што е најчесто кај родителите. Се прашуваат кога бебето ќе преспие ноќта. Па кога можат тоа да го очекуваат? Да, тоа се знаете како индивидуални разлики и не постои некаква шема. Би било убаво да можеме да кажеме точно кој месец за да родителите малку се опуштат и да планираат за колку месеци ќе имаат преспиена ноќ. Но тоа се сепак многу индивидуални состојби и ќе зависи од многу работи. Например, бебињата што се доени имаат поголема потреба од ноќно будење, за да направат контакт со мајката и за да ја осетат топлината, мирисот на мајката, да се обезбедат едноставно дека мајката е тука. Посебно тоа се однесува на оние бебиња кај кои што со доење се направена е навика да се заспиваат со доење. Тоа е тоа што пробуваме да објасниме дека треба да го избегнеме или дека треба да научиме бебињата да не се успиваат со доење. Тие би требало да се заспијат со цуцање на цуцла, со лесни движења и лулкање во креветчето. Но оние што цуцат обично не прифаќаат цуцла. Да, сето тоа е учење. И цуцлата е процес на учење. Некои бебиња самите по себе лесно ја прифаќаат цуцлата и со нив нема проблем околу ова спроведување. Но некои бебиња што не ја прифаќаат цуцлата, тоа треба да малку поупорно ние го наметнеме како потреба да се научи таа метода, да речеме. Кога ќе го научиме бебето да смука цуцла, полесно ќе го научиме да не му треба доење за да заспие. Односно, после доењето, кога бебето ќе биде комплетно смирено, ќе се обидеме тогаш да го ставиме во креветчето и да пробаме со цуцла и со лесно залулкување во креветчето да го заспиеме.
и доколку тоа не годува повторно, ќе го ставиме на града малку, ќе го смириме, па повторно ќе се обидеме. Кај бебињата сите работи се процес на учење. Тие не се научени, ние ги учиме бебињата. Ние се учиме од бебето да бидеме родители, но го учиме бебето како треба да учи различни елементи во својот развој. И ние не се раѓаме научени да бидеме родители и тој процес е процес на учење на родителство и процес на учење на бебето на здрави навики. Бебињата што ќе ги научиме дека треба да се дојат за да заспиет, почесто ќе се будат во текот на ноќта. Не поради тоа што се гладни или им недостасува млеко, туку поради тоа што сакаат емотивно да се смират, да ја задоволат својата емотивна потреба со тоа што ќе ја осетат мајката. Топлината на кожата, мирисот на мајката, незиното чукање на срцето, едноставно да видат дека мајката е тука и дека тие се безбедни, дека не е излезена со другарките. Што би било за нив еден голем така шок. Иако тешко во тој период некоја мајка да успее да излезе навечер, бидејќи се крајно ненаспани. Родителите исто така треба да имаат живот, нели? За да родителите адекватно можат во секој момент да ги задоволат потребите на бебето, значи да го хранат, облекуваат, стимулираат, вежбаат, заспиваат, треба некои работи и родителите да си ги приуштат, например и тие малку да поспијат или некогаш да отидат некаде малку да здивнат. Малку социјален живот. Малку социјален би живот. Годел тогаш за... и родителите ќе се бидат посмирени и да се регенерираат, така. Ќе се освежат и ќе имаат капацитет за уште подобро менаџирање со бебенцето. Но доколку бебето не спие по цела ноќ, тогаш и родителот има проблем со ненаспаност и сега тука се практикуваат одредени тренинзи за спивање самостојно на бебето. Еден од тие тренинзи е бебето да заспие плачејќи, значи го оставаат во соба, тоа плаче и никој не го крева од креветчето се додека не се успие самото. Што велите за овој пристап на тренинг за ноќно само за спивање на бебето? Кој може да биде многу драматичен, бидејќи бебињата неутешно гласно плачат во тие моменти. Тоа е еден од методите вака кој што е препорачан, не би рекла дека е тој некој евиденс без препорачан метод, туку е тоа вака повеќе надвор од студиите препорака. Јас сепак не сум за такви драстични мерки, јас сум сепак за бебето да биде во неговата комфорт зона, да биде тоа смирено, спокојно, сталожено, да пробаме да му ги удоволиме желбите и потребите, секако да пробаме тоа што можеме, без толку да правиме големи трауми на бебето, да го оставаме да плаче по 2-3 сати. Секако не сум за таа метода. Но би почитувала и советувам да родителите се обидат да направат рутина пред заспивањето на бебето. Мислам, тоа е она што го препорачуваме. Значи, рутина, за да има бебето рутина во заспивањето, треба и ние да имаме одредена рутина. Што значи, не може бебето да го тераме да спие, а ние да гледаме телевизија и да има светло во просторијата. Мислам, едноставно бебето нема така да заспие. Ние мора да направиме една рутина која што кај помалите деца ќе биде пократка, кај поголемите деца ќе биде подолга и ќе се знае во кој период кои активности треба да се спроведат. Еве да речеме конкретно за рутината за заспивање, дали ќе биде тоа вечерање, бањање, пресоблакање, кога се гаси светло, колку време остануваме, значи бебињата мора да научат дневно ноќен ритам, така, значи треба во текот на денот да бидат изложени на сончева светлина, дома да биде убаво осветлено, да гледа дека е ден, да се прошета надвор, да го фати сонце надвор. Значи, дневно ноќниот ритам, ноќе треба да ги затемниме просториите, да сватиме дека нешто друго се случува, да го успориме ритмот, да активно да не го занимаваме, да не го играме, да ги исклучиме сите стимулуси од околината, кои што се визуелни, аудитивни, било какви. Значи, затемниме просторија, сите малку се подсмириме, ја направиме рутината пред заспивањето, за да може и бебето да се смири и на тој начин да се подготви дека треба да спие. Некои родители употребуваат бела бучава, звуци од првосмукалка, фен и слично, кои што се снимени на YouTube и траат со часови и велат дека помага во континуитетот на сонот кај бебето. Да. Што велите за тоа?
Тоа бела буџава, white noise, е сега нешто популарно во последниве години во однос на заспевањето на бебињата и сонот. Да, постои препорака дека може да се користат такви звуци кои што нема да бидат во непосредна близина на бебето. Изворот на звукот, тој нема да биде многу гласен, значи тоа ќе биде под 50 децибели тивок звук, кој што ќе биде ритмичен, кој што ќе се повторува, кој што на некој начин го зашеметува бебето и го прави да заспие. И секако препораката е да тој звук се исклучи кога бебето ќе заспие. Значи во позадина кога бебето спие не треба да има светло, затоа што и светлината ги нарушува лачењата на одредени супстанции меѓу кои и мелатонинот, кој што ни е потребен за континуиран ноќен сон и одмор на мозочето, и секако да нема континуирани звуци кои што ќе одат во позадината. Можат да го заспијат бебето со такви звуци, но кога тоа ќе заспие, ќе го исклучат звукот и ќе остават само ноќно светло кое што ќе биде доволно да го дзиркаме бебето и да го мониторираме. А што е со дневните дремки? До кога се потребни? До крајот на првата година дневни дремки секако се потребни. Значи, тие се пожелни и понатам. Проблемот во дневните дремки е сите деца различно се навикнуваат на дневните дремки. Тоа пак ќе зависи од ритмот на детето и од ритмот на функционирање на семејството. Бебињата се зависни од ритмот на семејството. Не можеме со сила кај некое бебе да направиме 3 дремки од по 2 сати. Мислам, бебето не може да се програмира, ниту да се штелува, но може да правиме рутини кои што ќе обезбедат да бебето има дневна дремка со која што ќе се рефрешира мозочето. Нели, дремките, во суштина сонот, е потребен и да се одмори срцето, да нема голема фреквенција, но најмногу од се да се рефрешира мозочето и да биде тоа активно и способно за понатамошните активности, секако во текот на сонот се лачи хормонот за раст. Па сонот континуиран ни е потребен и за таа работа. Значи, дневните дремки се пожелни во првите месеци, тие постепено се намалуваат од 4-тиот до 6-тиот, 2 дремки, после тоа по 1 дремка до крајот на првата година. И во текот на втората година некои деца имаат потреба од 1 дремка во средината на денот. Но чести дремки, кои што се неквалитетни, кои што се по краток временски период, ќе направат пореметување и на ноќниот сон на бебето. Така да не треба да инсистираме по секоја цена да има чести дремки, ниту тие да бидат многу долги, зашто ќе се реперкуираат на ноќното спиење. Некои родители поради дисконтинуитетот на ноќното спиење се одлучуваат бебето да го држат активно преку ден и не му дозволуваат да дремне. Смета дека на таков начин тоа ќе спие подобро навечер. Ова е правилен пристап или грешка? Не може да спречиме да воопшто има дремка во текот на денот, затоа што и една дремка ќе направи освежување на бебето, тоа потоа нема да биде раздразливо, кенкаво, раздразливо, плачливо, па да се наруши ритмот на хранење потоа, па не можеме да спроведеме никакво вежбање, ниту престој во природа. Значи, и тој пристап не е многу исправен. Ние тоа што треба да правиме е да во времето во кое што нема дремка и се подбирани сите потреби на детето, да има активно вежбање, да има бебето фитнес и да има престој надвор. Значи, ние како неонатолози, мислам педиатри општо, но неонатолозите се тие што први ги гледаат бебињата и семејствата од кога бебето ќе се роди, ги гледаме на првите контроли. Нашата улога не е само да препознаеме болест или да лекуваме болест. Нашата улога е да ги советуваме родителите како од тоа бебенце да направиме човек со здрави животни навики. Среќен, здрав човек. Како да постигнеме здрави животни навики. Во здравите животни навики спаѓаат ние. Секој од нас во амбулантата ги прави тие советувања колку и да нема време или колку да родителите брзаат. Пробуваме на секоја средба со родителите во амбулантите да советуваме што е тоа што треба да го научиме бебето. Да јаде здрава храна во која што ќе нема сол, шеќер, брашно, да пие многу вода, да има физичка активност, да вежба, да има престој надвор. Сето оно што е важно за да во текот на животот. Сон и петиот елемент да има многу љубов. Значи сето тоа започва уште во најрана возраст, тоа треба да се оформи уште кога ќе се роди бебето.
родителите не знаат, се збунети во почетокот и они имаат многу информации, ова прего вака, ова прего така. На родителите им е потребно некој да ги води низ целиот тој процес, да ги растерети, да им ги намали грижите, да им каже дали се на добар пат, да им каже каде би можеле да се коригираме, да им каже како да постапуваме, за да на крај имаме превентивно што се треба да правиме, кои суплементи треба да ги даваме, што е важно за развојот на децата. Значи, тука е улогата на педиатрите што работат во превентивните тимови, секако на сите неонатолози кои што гледаат бебиња во првата година. И сметам дека и на секој педијатар општо улогата е тоа, не само да се зборува за болестите, туку за стварањето на здравите животни навики, како да создадеме здраво поколение. Некои родители се многу среќни кога нивното бебе ќе почне да спие навечер, кога ќе оформи еден ритам на сонот и потоа одеднаш, на одредена возраст, се случува регресија на сонот. Односно, стекнатите рутини се губат. Зошто се случува тоа? Во различна возрастна група, кај децата некогаш се случува да ги изгубат рутините, затоа што децата имаат развојни скокови, имаат фази на развој во кои што работите се менуваат. И од еднаш детето кое што спиело редовно, некако ќе се промени. Тоа се различни состојби кои што се случуваат и преку денот и кои што се психосоцијални во однос на развојот на детето. Потреба од поголема нега, внимание, страф од напуштање, страф од тргање во градинка се некогаш коинцидира со тоа дека мајката ќе треба да почне да оди на работа или таа има поголеми отсуства од дома, а бебето е веќе многу фиксирано за мајката и тоа сите тие отсуства нејзини ги доживува многу емотивно и ги доживува многу драматично. Затоа лекот за овие преголеми врзувања, преголемо внимание, посебно кога одгледуваме прво дете, нели? Кога одгледуваме прво дете, целокупното внимание на целото семејство е на тоа дете. И тие деца растат со премногу внимание, со премногу. Не е тоа само all inclusive аранжмент, тој е премногу, екстра all inclusive има. Ултра all inclusive, да. Да, така да тие деца се поемотивно врзани и доаѓа еден момент кога имаат страф од разделба, кога секое одвојување од родителите за нив представува емотивна траума. И тоа зошто тоа го нема во западноевропските земји, а повеќе го има кај нас. Затоа што бебињата од 4 месеци одат у градинка. Породилното отсуство на мајката е толку. И бебињата одат во градинка и тие се посамостојни, тие се понезависни, тие сите работи по-рано ги почнуваат, додека ние трчаме со лажичето, ајде уште ова да се доизаде јадењето, они јадат сами, јадат на тацна, јадат со прст, толку колку што бебето сака. Значи, едни малку поинакви и послободни правила на одгледување на бебето. Тоа пробуваме секако и ние тука да го спроведеме, да ги научиме родителите да немаат толку стравови. Ниту од цврстата храна, ниту од тоа дека ненајадено ќе остане бебето или ќе заслабне, дека не мора да биде како кровна, не мора да биде буцкасто. Да. Така да сите тие работи пробуваме да ги советуваме. А во однос на регресијата на сонот доколку се јави, што да се направи за да се воспостави повторно стариот ритам, или тоа не е така едноставно? Ништо не е така едноставно. Значи повторно да го измориме бебето, да го вежбаме доволно во текот на денот, да биде почесто надвор и рутината да не му ја нарушуваме, да се знае кој след на активности. Значи доследни да останеме на она што било претходно и да се надеваме дека ќе поспие и бебето и родителите. Сите, кога се наспани родителите велат дека се е едноставно. Се едноставно, се посебно комплетно. Кога се работи, посебно тоа е тешко кога се работи за прво дете, зашто тука ни се и стравовите и очекувањата многу поголеми, веќе кога доаѓа второто дете, малку сме попуштени, да, и сите проблеми полесно поминуваат. Плаче, ама ништо страшно, мислам така. Не спија, ама ќе помине период. Веќе се они натренирани да полесно ги прифаќаат сите тие работи, да не предаваат преголемо внимание на некои работи, затоа што и анксиозноста кај родителите се реперкуира на бебето. И тоа влие секако на сонот. Затоа родителите треба да бидат надвор на сонце, кои го шетаат бебето. И да и тие да се посветат време на себе, мора да најдат простори за тоа и време. А во однос на потребите на децата за сон во првата година, како се менуваат?
децата имаат најголема потреба за сон во раната неонатална возраст, значи, нели, она класичното... Кога се новороденчиња. Кога се новороденчиња, нели, класичното е, треба да спие 23 сати во денот и после они ќе дојдат и кажа, оно не спие 23 сати. Будно е, да нема нешто што не е во ред со дете. Во будно е, седи и гледа, некогаш. Не е ништо толку фиксирано. Бебињата новороденчињата секако имаат поголема потреба за сон од сите останати возрастни групи. Веќе кога ќе почнат во вториот месец, имаат периоди во кои што саат, саат и пол, 2 сати се тие будни и родителите веќе можат да ги видат и да се поднасмевнат, да почнат да следат, да пратат, да се вртат. Како тие растат понатака, потребите за сон се намалуваат. Да веќе на 4 до 6 месеци треба да имаат 2 квалитетни дремки, кои што би било убаво да се саат-2, но не можеме да ги програмираме да спијат во таа овакво и потребите за сон се намалуваат, но квалитетен сон во текот на ноќта од 7-8 часа е потребен во првите 2 години секако. Така, потоа колку часа би имало бебето потреба после втората година? Има тука правила? За сите се однесува тоа дека треба да има 7 часа континуиран сон во текот на раното детство. Но веќе децата од втората година спијат поубаво. Тие веќе ги немаат тие кризи на фиксација, ги немаат тие психолошки моменти, немаат доење, веќе поголемиот дел од нив се многу физички активни, па се изморуваат на вистина и имаат поквалитетен ноќен сон. Но тука се вуваат и оние ноќни стравови, докторке, кога почнуваат да викаат во сон со отворени очи, ги гледат родителите, при тоа спијат. Зошто се јавуваат па тие проблеми? Да. Тоа се дел пак од развојните феномени на децата и тие ноќни мори, ноќни терори, ноќни стравови, тоа што го забележуваме како зборување во сон, плачење, привикување, некогаш дури децата знаат да станат, а да се потполно несвесни, тоа се дел од развојните фази на децата, ретко кога за тоа има некаква патологија. Тоа е сепак дел од созревањето и од развојот. Изгледа драматично, но ништо Изгледа страшно. драматично, но не треба бурно да реагираме на тие работи, треба полека да го смириме детето, не треба да се обидуваме со сила да го разбудиме, да го тргнеме од таа состојба на несвесност во која што тоа е вознемирено или плачливо, полека да го смириме и да го легнеме да продолжи да спие. Не треба да се плашиме од таа состојба на детето, па да пробуваме да го разбудиме и да го прекинеме тој сон. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Начнавме на вистина интересни дилеми кои што се поврзани со сонот кај бебињата, но и кај децата. Еве би можеле за овие ноќни стравови да направиме една цела емисија, бидејќи на вистина изгледаат драматично и ги плашат родителите. Па ете да се разјасни што е ноќна мора, што е ноќен терор, што би се превело на македонски. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам за можноста, секогаш сум тука да појасниме некоја тема што ги интересира родителите. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Се надевам дека советите што ги добивте во денешната емисија ќе ги искористите во вашето секојдневие за да му помогнете на вашето дете што подобро да спие. Ви посакувам убав ден.